Мислам дека можем да ве поздравам со Христос се роди, иако се уште не е 7 јануари, зашто Христос на вистина се роди. Се роди пред 2000 години, никој не знае кога се родил. Може би се родил на 30 декември. Не ја знаеме датата. За нас е најважен фактот дека се родил, ние го одбележуваме тоа раѓање. И се наоѓаме во овој период во годината кој го нарекуваме ние овдека новогодишен. Меѓутоа во цел свет декември, овој период од годината е божикен период. Заради идеолошкото минато кој го имавме, атеистичко, се смени содржината на празниците, на сезоната. И се она што се прави, и украсувања, и амбиент, и елката дури, е наречено новогодишно. Иако насекаде во светот, кај да отидете, елката е божикна. Подароците се божикни. Расположението е божикно. Песните се божикни. За жал, кај нас не е така, но можеме да се стремеме кон вистинските нешта, бидејќи како луѓе честопати се однесуваме како кучињата. Ако пробате куче на куче, со прст да му покажете кон предмет, кон нешто, нема да успеете. Зашто колку и да мафтате со прстот, кучето ќе го гледа само вашиот прст. И ќе ги движи очите како што се движи вашиот прст. Многу пати и ние така се однесуваме со нешта кои се важни, ги испуштаме и го фокусираме погледот кон неважните работи. И дури во овој божикен период, во оваа божикна иконографија, многу пати нашето внимание е свртено кон неважни работи. Иако многу од тие нешта се библиски, земени се од библиските наративи, сме го фокусирали вниманието кон неважното, кон она што го привлекува нашето любопитство, а останува на суштинското настрана. А може би присутен декор во овој божикен период е она сцена библиска во која мудреци се поклонуваат пред Богомладенецот и му пренесуваат подароци. И може би сте виделе во молови, на плоштади, на божикни картички, во филмови сте ја виделе сцената која Јосиф, Марија, бебето, Исус и мудреците му се поклонуваат. И веројатно љубопитството е причината поради популарноста на таа сцена, бидејќи има мистерија. Тие мудреци се увиткани со мистерија. Никој не знае кои се, како се викаат, а секогаш мистеријата го привлекува вниманието на луѓето. И јас би сакал ова вечер да го свртеме вниманието кон важното, кон она што е јасно откриено во тој расказ што го прочитавме, кој само евангелистот Матеј го запишува во 2 глава. За тие мудрици кои оддалеку дошле за да му принесат подароци и да се поклонат на Богомладенецот. И овој расказ ќе видиме, ни го дава евангелистот Матеј, за да се види таа реакција на тие мудри луѓе. Реакција која е контрастна, која е спротивна, која е многу поинаква од реакцијата на другите карактери, на другите ликови во расказот. И ај ќе видиме и таа реакција која е поинаква, зашто во текстот има 3 вида реакции, секој еден од нас овдека припаѓа некој од тие реакции. А реакцијата кон тој настан, божикен настан или раѓањето на Богомладенецот, воплотувањето на Синот Божи, има вечни импликации за секој од нас. Хајде да видиме првата реакција. Реакцијата на мудреците. Мудреците се, како што кажав, го привлекуваат вниманието на луѓето. Во текстот пишува дека тие доаѓаат оддалеку. Не знаеме како се викаат, не знаеме колку се на број, иако во таа декорација на картичките, на сликите се тројца секогаш. Никаде не пишува дека се тројца.
Многу митови, нели, во тоа љубопитство кое луѓето го имаат за да ги растолкуваат нештата, градат митови, неверојатно било цел караван, зашто во древноста се пропатува низ пустина 1000 километри од Вавилон до Ерусалим, било опасно. Било налудничево некој тројца луѓе сами да тргнат. Како и да е, не знаеме како го добиле повикот да тргнат кон Ерусалим, меѓутоа од самиот текст разбираме дека тие многу добро знаеле кај кого одат. Од нивните постапки, нивната упорност да стигнат до тоа бебе и да му се поклонат. Подароците што ги пренесуваат, тоа поклонение кое го извршуваат, сиот труд кој што го вложуваат да патуваат оддалеку, да го преземат тој ризик, покажуваат дека тие многу јасно знаеле каде одат, кај кого одат. Да, не го знаеле местото, бидејќи биле водени од една звезда, или тука текстот вели Астер, кој може значи било какво небесно тело. Може да било и комета, може би било и астероид, било некакво небесно тело кое ги водело. И интересно, кога стигнуваат во Ерусалим, тие губат трагата на звездата. Интересно е дека таа звезда која ги води од Вавилон, ги води до Ерусалим и тие се губат и не знаат кај понатаму да отидат. И зошто звездата ги води токму во Ерусалим? Не знаат кај да го најдат родениот цар. Се распрашувале на улица. Ги распрашувале луѓето. Прашувале каде е јудејскиот цар, каде се роди јудејскиот цар. Овие мудреци, кои всушност во оригиналниот текст се магови, зборот магос е употребен овдека, кој значи, има широка употреба, меѓутоа тој збор значи јасновици, луѓе кои во тој древен близок исток знаеле да гледат на звезди, астролози биле, правеле магии, толкувале соништа и правеле други окултни работи. И сите тие нешта се забранети во Библијата. Интересна работа. Бог ги забранува. И кога го внесува Божиот народ во Ханаан, во Стариот Завет, му заповеда да ги истреби тие народи кои се занимаваат со такви практики. И сега вакви луѓе, Бог им дава некакво откровение, не знаеме како го добиле тоа откровение, меѓутоа им дава да ја следат таа звезда, за да ги однесе до местото каде што е роден Богомладенецот. Стигнуваат во Ерусалим и ги прашуваат луѓето, јудеите, на кои што во целиот Стар Завет им е пророкувано дека ќе се роди Спасител, ќе се роди Месија. И на прашањето на тие мудраци, каде е јудејскиот цар, каде е вашиот цар, луѓето кревале рамиња. Кај треба да се роди? Луѓето кревале рамиња. Биле зачудени од тие чудни луѓе што дошле оддалеку на тоа чудно прашање, јудејскиот цар. Па ние си имаме цар, царот Ирод. Каков јудејски цар? И веста за тие чудни луѓе оддалеку што дошле да го бараат јудејски цар, таа вест стигнала и до ушите на царот, Ирод, вистинскиот цар, кој во тоа време царувал. И тој веднаш ги повикал. Гледате, луѓето знаеле, очигледно дека знаеле за што се работи. Знаеле кого бараат тие. Го бараат Месијата, Спасителот кој е најавуван во целиот Стар Завет, кој треба да дојде за да ги спаси луѓето од гревот, од пеколот, од Божиот суд. И Ирод веднаш ги повикува првосвештениците, закониците, книжниците, Синедринот, духовната елита во Ерусалим, светиот синот, така да кажеме, најпознатите, најдобрите теолози, да му кажат кај според пророштвата треба да се роди Месијата. Се собираат и му велат, ги отвараат старозаветните пророштви, велат, па во Витлеем, таму треба да се роди. И тогаш Ирод тајно ги повикува мудреците и им вели, во Витлеем, таму се раѓа Богомладенецот. И овдека
мене ми е интересно, зашто звездата која ги водеше до Ерусалим исчезна. Не ги одведе во Витлеем, директно, туку прво ги одведе во Ерусалим. И потоа гледаме во текстот, и во моментот кога ќе го напуштат Ерусалим, бидејќи Ирод ќе им каже дека во Витлеем треба да се роди Месијата, тогаш пак се појавува звездата и потоа ги води директно до куќата каде што е Христос, бебето. Навистина, зошто требаше да останат и да лутаат во Ерусалим? Од текстот, она Матеј, авторот што сака јасно да ни го каже е дека тие луѓе доаѓаат тамо како гласници, добиле откровение од Бог дека Месијата се родил. И тие одат таму, за да го потсетат народот. Едни пагани, безбожници, кои во Стариот Завет биле непријатели на јудеите, се бореле, биле објавени за незнабожци, се водени од Бог, за да го потсетат Божиот народ, да му кажат се роди Спасителот, се роди Месијата. И каква е реакцијата на луѓето? Ке видиме. Како и да е, кога излегуваат од Ерусалим, тргнуваат кон Витлеем, звездата ги води директно до куќата. И овде ка пишува куќата, ојкос, не шталата, не јаслите. Ако сте загледале во тие сцени за поклонението на мудреците, обично има околу нив крави, овци, јагниња, сите насмеани и во обкружувањето мудреците Јосип, Марија и бебето Исус. Не. Кога доаѓаат мудреците, веќе тие не се во шталата, поминало време. Да, навистина, Богомладенецот е роден во јасли, меѓу животните, зашто немало место во гостилницата во Витлеем. Меѓуто тие остануваат подолго време таму и за тоа време доаѓаат мудреците, тие се веќе во куќе. И кога влегуваат во куќата, тие му се поклонуваат на едно бебе. А мудреците во тоа време се навистина најмудрите и најпочитуваните луѓе во древниот Близок Исток. И тие старци, мудри старци, се поклонуваат на едно бебе и му дават подароци. Знаат дека ништо не можат да добијат од тој новороден цар. Тој дури не е ни нивен цар, тој е јудејски цар. Но му се поклонуваат зашто знаат кој е тоа бебе. Се поклонуваат зашто знаат дека тоа бебе носи спасение. И тие му се поклонуваат како на спасител. Луѓето кои биле безбожници, незнабожци, пагани, одговараат на откровението на Бог, на најавата дека таму можат да го најдат Спасителот и да добијат вечен живот. И верно, послушно ја следат звездата, стотици илјади километри, поминали сигурно година дена во потрага. Не се откажуваат и на крајот пренесуваат скапи подароци. Злато, ливан, смирна. И сите тие подароци што ги пренесуваат, исто така покажуваат дека имат сознание пред кого се поклонуваат. Подароците ја покажуваат и царственоста, но и неговата жртва на крстот како жртва за човештвото. И тоа е реакцијата на мудреците. Затоа се мудри луѓе. Добиваат откровение од Бог, добиваат од Бог збор Божи, да му се поклонат на Спасителот и тие послушно го прават тоа. Каква е реакцијата на Ирод? Ужасна. Ирод, кога разбира дека се родил јудејскиот цар, кој е пророкуван, најавуван во Стариот Завет, и кога разбира дека мудреците тајно си заминале, без да ја покажат вистинската локација, куќата кај што се наоѓа Богомладенецот, организира масовен колеш.
дава заповед да бидат убиени во Витлеем и околината на Витлеем. Не дозволува некоја маргина на грешки, тоа е доста широка. Не само во Витлеем, и околината на Витлеем. И не само новородените бебиња. До 2 години сите бебиња да бидат убиени. И навистина запрепастува реакцијата на еден човек во тоа време некаде околу 70 години. Болен е, на умирање е. И сепак гордоста не му дозволува да преживее некој конкурент на неговиот престол, дури да е едно бебе. И заповеда да ги убијат. Ужасна работа. Сега, ако го знаеме животот на Ирод Велики, не би не зачудила неговата реакција. Познат е како монструм, самиот имал 11 сопруги, барем толку се изброени, може би повеќе. Историја, неговиот живот е како некој ефтин роман, така да кажеме. Историјата има проблеми, дури тешкоти да го реконструира целиот живот, меѓутоа се говори за 11 сопруги, 12 син, од кои повеќето од половината сам си ги убил. Зашто се плашел дека некој од нив пред да умре ќе го убие и ќе му го земе престолот. Неколку пати го менувал тестаментот, тоест ги менувал синовите кои треба да го наследат на престолот. Ќе назначил еден син, ќе видел дека не му се допаѓа, многу опасен, пред време ќе го убие, пак потоа друг. А исто така повеќето од жените исто така си ги убил. И за еден таков човек кој си ги убил своите синови, воопшто не било проблем да убие бебиња во Витлеем. Неговата, познавајќи го како личност, не изненадува многу неговата постапка. Меѓутоа, многу е индикативна. Говори за човек кој се бори да зачува она што го има, да ја зачува власта. Да не биде загрозен од никого, дури ниту од едно бебе. И набргу потоа тој умира. Во истата година во која што се смета дека во истата година во која што доаѓаат мудреците, Ирод Велики умира. Ако се направи историска реконструкција на римскиот император, управникот на Јудеја во тоа време, смртта на Ирод Велики може да се направи на реконструкција на годините кога се случува сето тоа. Како и да е, таа е реакцијата на еден човек кој кога слуша за и разбира за кого станува збор. Тие книжници, тие свештеници, тие теолози му објасниле за кого станува збор. Кој е тоа бебе кој се родило? Дека тоа е спасението, тоа е спасителот на светот кој го очекуваат јудеите. И загрозен, чувствувајќи се загрозен, плашејќи се за својата власт и авторитет, заповеда да ги убијат сите бебиња. А каква е реакцијата пак на луѓето во Ерусалим? Таа е најзачудувачка. Штом го чу тоа, царот Ирод, дека дошле мудреци кои бараат да разберат кај се родил царот јудејски. Пишува, се вознемири царот Ирод и не само тој, целиот Ерусалим, луѓето во Ерусалим се вознемирија. Што толку се вознемирија? Да не ли го очекуваа Месијата? Со векови очекува исполнување на тие пророштва дека ќе дојде Месијата и ќе ги спаси. И сега доаѓаат мудреци од исток и им велат: ние добивме откровение од Бог дека Месијата се роди, царот јудејски. Кај е? И луѓето се вознемирија. Зошто се вознемирија? Се вознемирија зашто тие луѓе очекуваа Месија кој ќе дојде со меч, ќе ги ослободи од тиранинот, од римскиот император, од римската власт и ќе ја направи Јудеја, јудејскиот народ да царуваат над сите други народи. Тоа беше нивното разбирање за Месијата. И сега доаѓаат мудреците и им велат: се роди едно бебе. Какво бебе? Да, бебе. Ние одиме да му се поклониме на бебе. Ма ние не се поклонуваме на бебе. Не, ќе почекаме, ќе видиме, нека порасне тоа бебе, па ќе видиме што ќе направи. И порасна тоа бебе. После 30 години му се откри на народот
не веќе бебе, туку Исус Христос со чуда, со сила. И народот го отврли. Тоа се трите реакции. Тоа се реакциите на мудреците, на Ирод и на народот. Рековме, реакцијата на мудреците е реакција на луѓе кои го слушнале Божиот глас за спасението во Христос и направија се што можат да го најдат и да му се поклонат. Си ги посветија животите за тоа спасение. Ирод сакаше да го убие. Зошто? Зошто му пречеше опасноста дека тој цар ќе го засени во животот. Дека тој веќе нема да биде царот, некој друг ќе стане цар. А народот некако како да беше рамнодушен, се родил. Ајде да видиме. Сумничав. Меѓутоа народот не беше ништо. Ирод заповеда сите бебиња да ги убијат во Витлеем. И некој ќе си каже, но постапката на народот е така по-наивна. Не. Народот на Ерусалим не беше ништо подобар од Ирод. Што се случи всушност на крајот, кога дојде Исус Христос пред народот на Ерусалим, на плоштадот? И тогаш Понтиј Пилат, римскиот управник, го праша народот, еве го вашиот цар. И тие рекоа, не, ние немаме друг цар освен Цезарот. Овој не ни треба. И тогаш Понтиј Пилат ги праша, а што да направиме со него? И што рече народот? Убијте го. И народ губи. Оној на кого што како бебе му се поклонија мудреците. Зашто народот рече, не сакаме таков Месија, не сакаме таков Спасител, не сакаме поинаков. Ние ќе се измислиме наш Бог, според нашиот вкус, според нашата желба. Зашто ние сме праведни, ние сме попаметни од Него. Ние знаеме повеќе од овој. Оваа сцена е некаква реконструкција древна, на древниот Ерусалим, и ова е Масленовата гора, место каде што Христос пред да влезе таа последна седмица да биде распнат, седна и плачеше таму за градот. Знаејќи што ќе се случи, знаејќи дека ќе биде отврлен. Сите ние сме во некој од тие реакции. Дури и во овој Божик. Се говори дека Христос се родил. И славиме раѓањето, го славиме раѓањето, иако на анкетите што секоја година се прават на улици, кои ги прашуваат луѓето, знаете што се празнува на Божик? Луѓе знаат, има и луѓе што знаат да кажат, па воскресението некој знае да каже и така натаму. Се уште не е многу јасно. Како и да е, повеќето чуле, знаат дека Божик е празник на кој се одбележува Христовото раѓање. Но зошто се роди Христос? Зошто Синот Божи се воплоти, стана човек? И нашата реакција кон тоа слово на Бог има вечна импликација. Или ќе бидеме како мудреците кои на тоа откровение, на тоа знаење дека Христос дојде на земјата за да не спаси од гревот, да не спаси од пеколот, да не спаси од Божиот суд, да ни даде вечен живот во Божиото царство. Мудреците реагираа на таа информација така што се посветија да го побарат, да му се поклонат, да му се предадат нему. Ирод, плашејќи се од губењето на власта, како што и многу луѓе денес не прифаќаат, го отфрлаат Бог, бидејќи сметат дека они си се боговите на животот. Не сакаат никому да му го дадат господството на нивниот живот, зашто сметаат дека нивниот живот е во нивни раце, и тоа не големата заблуда. Никој од нас не располага со нашиот живот. Никој од нас. Имам брат, лежи немоќен.
на постела. Само пред неколку месеци беше карпа. Исушен е. Болен е. Никој од нас нема власт над својот живот. Тоа бебе што се роди е Синот Божи кој е Господар, вистинскиот Господар. И тој дојде и ги повика луѓето да дојдат кај него, да му се предадат со вера нему, зашто само тој може да ги зачува нивните животи. Само тој може да им даде вечен живот. И знаете што, ако сме христијани, ако се нарекуваме христијани, а тоа значи следбеници на Христос, треба да му веруваме нему кој најмногу од сите во Библијата говори за пеколот, предупредува за Божиот суд. И тоа сликите што Господ Исус Христос ги дава за пеколот, представите, се најстрашните во Библијата. Говори за крајна темнина, чкртање со заби, црв кој што не престанува да глода, оган кој не згаснува, сулфурно огнено езеро, гена, место на гниење, на трулеш. Страшни сцени. И тие се кажани не од некој друг, од оној по кого ја нарекуваме нашата вероисповед, Господ Исус Христос. И тој дојде токму за тоа, се воплоти, за да отиде на крстот, да нас спаси од Божиот суд, од казната за гревот, зашто нема праведен, сите сме грешни. Сите заслужуваме суд. Христос го зеде Божиот гнев на себе. Казната за ние да живееме вечен живот. Мудреците ја прифатија таа порака и се поклонија. Ирод, сакајќи да остане господар, заврши во мизерија. За него се вели дека на умирање последните денови така мирисала просторијата во која живеел, што луѓето не сакале да влегуваат, дури ни слугите. А народот на Израел, кој што рече убијте го, заврши во ужас. 2 опсади имало над Ерусалим, во која имало страшни уништувања. Нашата реакција кон Божик има вечни импликации. Секогаш сме искушени во многуто нешто околу нас да го фокусираме погледот кон некакви прсти, кои покажуваат кон важите работи, но не ги забележуваме. Многу нешто има околу Божик. Убави трпези. Сето тоа е убаво. Средби со луѓе, одење на гледање, веселби. Меѓутоа, содржината на Божик, вистинската содржина, е спасението што го имаме во Господ Исус Христос преку верата. А ако ја пропуштиме таа содржина и нашето внимание го изместиме во сите други, кои се исто така убави работи, но не се најважните во животот, тоа ќе има вечна импликација. Словото не предупредува на Бог, Словото не предупредува. Господ Исус Христос не предупредува. Овој текст кој Матеј ни го оставил во Библијата не предупредува. Да бидеме како мудреците. Да дојдеме пред Него со вера, покајнички, да побараме спасение од Него. А Господ Исус Христос, кој е Бог, е верен на својот збор и им дава спасение на сите кои доаѓаат кај Него со вера. Господ да ни даде убави празници, благословени, но пред се да ни даде воскресенски живот во срцето. Тој да се роди во нашите срца. И тамо во нашите срца да ни даде вистински живот. Живот како Негови деца, Божји деца, во Неговото царство.